За ветингот рековте дека имате конкретни размислувања во насока на тоа дека ветинг или проверка, ако веќе треба да се спроведе, е можна дури и со постоечките институции. Пред се мислите на комисијата на антикорупцијската комисија и на судскиот совет. Така, значи ние неколку пати ова прашање сме го разговарале и во контекст на управниот одбор на Сдруженијата на судиите и во поширок контекст. Ви начнав пред малку дека минатата недела имавме во Охрид конференција за обструкција на правдата и тука беше едно од прашањето политички, внатрешни, надворешни влијанија врз судството и така натаму, интегритет на судиите, поставувањето на судиите кон тие евентуални напади и прашањето на проверката. Имаше делегација исто така судија од Албанија кои ги кажаа нивните искуства и се потврди дека имаат проблем со пристапот на граѓаните до правдата. Значи имаме таму нефункционалност на правосудниот систем веќе неколку години. Поради тоа што голем број судии биле опфатени со ветингот. Со ветингот. Но сега логичното прашање е дали сепак треба да му се дозволи на судија кој што е корумпиран, има имот кој што незаконски го стекнал, има сомнителни врски, па и со сомнителни кругови во државата, да суди за граѓаните да имаат пристап кон нешто што треба да се вика правда, а де факто не е правда. Значи тука повторно се наоѓаме меѓу две зла, кое е помалото, кое да се избере. Значи во потполно се согласувам дека не треба да бидат во судниците судии кои имаат такви имотни состојби кои се необјасневи. Но се поставува прашањето дали треба жртва на целиот на еден човек или 20 да биде целиот систем на судии. Сепак во државата имаме ние судии кои честно заработуваат и работат во нивните канцеларии. На крајот на краиштата, извештаите на Прибе и сите други не ја ставаат Македонија во исто рамниште со Албанија. И тука е токму прашањето да, доколку треба проверка, и тоа беше и еден од заклучоците на Охрид, да преку институциите на системот. Имате антикорупцијска, може многу лесно да се провери имотната состојба и имате судски совет кој може да анализира во однос на стручност, совесност и така натаму на судиите. Затоа сметам дека ова прашање кое треба да се разгледа од повеќе аспекти, од правни, практични и може и политички аспекти. Дали, например, на некого му одговара да нема судии кои ќе судат? Затоа што свесни сте на позицијата која се створи во Албанија помеѓу политичките партии во однос на непостоењето на Уставниот суд. Да, но пак ќе кажам пак дали на граѓаните им одговара да има судии кои што не судат како што треба. И второто прашање е ако има некакво ниво на доверба кон новата антикорупцијска комисија, тогаш прашањето е колкаво е нивото на доверба во судскиот совет, кој што вие велите дека треба да исто така. Тоа се прашања кои треба да се разгледат, но повторно се поставува прашањето во кругот кој се создава, кој би бил нивото на довербата и кој би го спровел евентуалниот ветинг. Значи, исто така, секогаш се наоѓаме во ситуација на оспорување на некои институции. Токму затоа беше сугестијата на колегите дека таму треба да се обидите, а најлесната рамка ви е антикорупцијска која има навистина механизми добри, а другото прашање би требало да се одвие низ процес, затоа што и таа комисија идна која би била спорна во однос на тоа кој ќе го состави и кој ќе членува.